Струмичките рано градинари на протест. Бараат државата да изгради стратегија за земјоделието, а ресорниот министер да превземе и конкретни мерки за катастрофалната почетна цена на пролетната зелка. Велат дека производството и пласманот во земјата е сведено на импровизација, бидејќи на самиот старт на откупот, трговците нудат 8 до 10 денари за килограм за оваа култура. Со цел на интервенција на самите земјоделски производители преку нивниот застапник, Сојузот на синдикат на земјоделски производители, јавно да го повикаме нашиот министер за земјоделие пред се за сето онаа што се случува на стартот, на почетокот на пролетната сезона. Имено, на почетокот на градинарска сезона за оваа година сме, а почетокот е катастрофален за градинарите во Струмичкиот регион. Зелката никогаш немала толку ниска цена на почеток на пролетната берба, а со оглед на ова и другите градинарски култури би били со многу ниски откупни цени. Ова е нешто што за нас градинарите многу не загрижува. Затоа бараме итна средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопарство, господинот Михаил Цветов, а вие како подршна единица Струмица да го известите министерот и да одржиме средба по можност уште денес. Средбата ја бараме да разговараме за актуелната состојба со цените на пазарот на градинарските култури. Значи, уште една сакаме да потенцираме. Сакаме итна средба со представникот на нас земјоделците, а тоа е министерот за земјоделие, ако е во можност во текот на денешниот ден, ако не сакаме да бидеме информирани, најкасно до утре, утрешниот ден, да ја оствариме средбата, се со цел да изнајдеме колку толку некое решение за нашите земјоделски производители. Според производителите, ваков почеток на сезоната не се памети. Откупната цена е за 70% пониска од лани. Ова цена е ниска, ниска цена, што јас имам запишено за 2015 година, само него замах список со мене. Цената беше на 24.4.2015 година беше првиот пат што сум берал 30 динара, 25, 26, после оттеку на 1 мај, 2 мај паднала цената веќе 15 динара. Меѓутоа, мислам да не земат во обзир од таа ситуација што не можеме ние да обстанеме со тие цени ниски. Се задужиме со ѓубриви, репроматеријали, а сега по тие ниски цени. Со таа цена и да скапа и да ја продадов, ние сме пропаднени. И да ја продадеме, и да скапа на нивата, ние сме пропаднени. И од што да се плаши? Од што да се плаши? Нема од што да се плаши. И ако продолжим така, треба се од утре да се блокират патишта и нема излез. Од утре излеаме тука масовно. Ни лево, ни десно. Ќе се блокира и транзит и всичко нема да оде. Нека до тај министер нека види. Што дава субвенции, нека интервенира на место субвенции да зема таа зелка да откупува, да дава повеќе пари. Откупните центри во Струмичко не работат со полн капацитет. Некои од нив се уште не почнале ниту со работа. Сметат дека се потешко се наоѓа пласман за македонскиот зеленчук, бидејќи многу од традиционалните пазари во источноевропските земји имаат свое производство кое стасува во ист период со македонското.